Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Вековно со генерации и генерации е иселувањето од оваа македонска древна земја на стотици илјади македонци на сите континенти од едни или други причини, поводи, желби, надежи и очекувања. Продолжува заминувањето и селувањето на млади високостручни кадри, што представува едно од најсериозните закани за општествениот развој на државата, со видливи демографски, економски, политички, научни и културни последици. Во Република Македонија во официјална посета престојува председателот на Албанија Бајрам Бегај, пречекан од неговата домаќинка, македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Таа оцени дека односите меѓу двете земји биле одлични и пријателски и треба да се развиваат, додека гостинот од Тирана нагласи, оти македонско-албанските односи треба да бидат пример во регионот. Во посета на нашава земја беше и министерот за надворешни работи на Хрватска Гордан Грлич Радман, изјавувајќи дека Хрватска целосно ја поддржува Македонија на европатот, бидејќи Македонија ги исполнува условите за влез во Европската Унија. Министерот Тимчо Муцунски најави оти по договорите подпишани со Англија и Унгарија и со Хрватска ќе следи договор за стратешко партнерство меѓу двете земји. Делегации на македонските и грчките царински управи се сретнаа, потврдувајќи ја нивната блиска соработка и видливи резултати. Аеродромот Скопје е добитник на значајната меѓународна награда за квалитетот на услугите, наречена најпријатно аеродромско искуство во Европа за 2025 година, добиена е од страна на Меѓународниот совет на аеродромите, а во конкуренција на Норвешка, Португалија, Италија, Естонија и други. Ова угледно признание е добиено врз основа на убавите впечатоци изнесени од страна на патниците и е уште еден доказ по досега добиените 10 награди за посветеноста, грижата и квалитетот на пружените услуги од вработените на Скопскиот аеродром за патниците. Инаку, од аеродромот Скопје директно се лета до Барселона, Лион, Истанбул, Штутгарт, Мадрид, Стокхолм, Келн, Прага, Париз, Женева и други. Од Охридскиот аеродром меѓу другите се лета и до Виена, Милано, Истанбул и Вроцлав. Продолжуваме со вестите. Републичкото собрание даде зелено светло да се донесе закон и платите на избраните именувани функционери да биле намалени за 10 до 13 илјади денари, се со цел поправишна да била распределбата на буџетските пари и усогласувањето со економските услови во државава. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ го поднесе пакетот со тие предлог измени на 6 закони, велики од и заштедените средства од кратењето кај функционерите ќе биле пренаменети за здравството, образованието и социјалата. Во собранието не помина предлог законот на СДСМ минималната плата во Републикава да биде 600 евра. Уставниот суд не поведе постапка за измени на законот за пензиско осигурување, кои се однесуваат на пензионерите што живеат надвор од Републикава. Уставниот суд оценил дека немало да го добијат зголемувањето на пензиите од 2024 година, бидејќи тие се во иста правна, ама не и во иста фактичка состојба со пензионерите што живеат во Македонија.
ама тоа било само привремена социјална мерка заради ублажувањето на трошоците за живот овде и дека по истекот на времето законското усогласување на пензиите повторно ќе важело еднакво за сите. А во Република Македонија предвремени парламентарни избори нема да има, бидејќи народот очекува подобар живот, подобар стандард и реформи. Овој состав на владата функционирал одлично, а на ВМРО-ДПМН поној голем триумф на изборите во општините и градот Скопје, дури би им одговарале предвремени избори, меѓутоа нив нема да ги има, е ставот на владата. Во Европскиот парламент, во најновата расправа што се водеше за извештајот поднесен од известувачот за Република Македонија, европратеникот Томас Вајц, во кој има и пофалби и критики, значи во дискусијата меѓу другото е укажано дека одговорноста за тоа што нашава земја остана во место без напредок кон Европската Унија не е вината само во Скопје, туку и во Брисел. Пораката од исказот на повеќето европратеници во дискусијата е дека народот во Македонија е веќе уморен и исцрпен, чекајќи да ги почне преговорите за евроинтеграцијата. Оти уште пред 21 година Републикава доби статус кандидат за членство во Европската Унија, ама со што ли не досега беше уценета, што се не направи, што се не смени, меѓутоа џабе. Председателот на владата Христијан Мицкоски повтори, оти за Република Македонија требаат јасни гаранции од Брисел, од Унијата, дека нема веќе да и се ставаат нови бариери, да не е постојано подзакани и воопшто со разни условувања за евроинтеграцијата, значи да нема да биде веќе стопирана нашава земја. А лавина од реакции има на политичката сцена, заплисната е јавноста откако кривичниот суд наместо за дрешетки го прати во домешен притвор Артан Груби, по апсењето на македонско-косовската граница по 14 месеци бегство од земјава и беше баран со меѓународна потерница. Овој поранешен вице-премиер со голема мојк во минатата власт да прави што наумил, е осомничен за криминал од 8 милиони евра во државната лотарија, ама и оти не биле само тие пари, туку списокот на разните негови дејанија би можел да биде и доста поголем. Тоа е и на црната американска листа поради мешање во одлуките на судовите и друго. Значи реакциите се големи, се вадат на виделина и се отвораат разноразни старонови теми, факти, сознанија, криминал и незаконитости за Артан Груби. На последната седница на парламентот, посветен на пратенички прашања, стана збор за многу настани и состојби, меѓу кои и дали имало политички договор за да се врател во земјава бегалецот Артан Груби. Премиерот Христијан Мицкоски со коментар, па како би можело договор да има со тој што го напаѓал. И немало договор, туку ќе има судење, а судот суди, а не владата, рече тој. Поминаа 22 години од загинувањето на тогашниот македонски претседател Борис Трајковски во авионската несреќа на 26 февруари 2004 година, близу Мостар во Босна и Херцеговина. Во таа трагедија во 2004 настрадаа уште 8 темина членови на делегацијата што патуваа со претседателот Трајковски на меѓународна конференција за инвестиции. Остатоците на владиниот авион беа пронајдени дури 24 сата по уривањето. По првичната истрага што ја водеа македонски и босански органи, на македонско барање повторно беше отворена нова истрага во 2013 година, а и тој меѓународен тим, воден од Омер Кулич, потврдил отивината била кај пилотите. Меѓутоа имаше многу верзии дека тоа било атентат на претседателот. Инаку Борис Трајковски е роден во Струмица 1956 година. Беше втор претседател на Република Македонија од 16 декември 1999 до 26 февруари 2004 година. На денот на трагедијата беа положени цвеќиња на споменобележјата и вечното почивалиште на Трајковски во Струмица и во Скопје. Учесниците на 21-иот поред планинарски марш во чест на трагично загинатиот македонски претседател поминаа долги околу 200 километри. Маршот го почна од Струмица, а го завршија во Скопје. Следи блокот информации на повеќе теми.
Во ресен на заедничка средба седнаа јаболкопроизводителите Преспански со министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Било разговарано за многуте прашања, проблеми, барања, како и за програмата за финансиска поддршка на земјоделството од страна на државата. Земјоделците ја поздравиле програмата за 2026 година, искажувајќи ги своите ставови и мислења. Автопатот Кичево-Охрид треба да биде завршен до 31 мај 2027 година. Од првичните 411 милиони евра, за сега 57 километри ке чинеле 744 милиони евра или 13 милиони за 1 километар автопат. Камен темелникот беше поставен во 2014 година и за 12 години и 3 влади завршени се 37 километри од вкупната делница. Првите 20 километри од автопатот се пуштени во сообраќај лани од Врабјани до Ботун, како и уште 17 километри од Климештани до Охрид. Осомничениот за 5 убиства на жени е 25 годишен од Кумановското Драгоманце. Уопсени минатата недела по убиството на 78 годишна жена во селото Челопек Кумановско, а пред тоа со јамболија задушил 35 годишна девојка, како и други за кои се сомничи. Охрид, Струга, Дебар и околината биле стресени од земјотресот кој со јачина од 4,3 степени бил во близина на градот Елбасан во Албанија. По извршените контроли, 6 фирми останаа без дозволи да произведуваат медицински канабис. Меѓу нив има и една што била вмешана во шверцот со марихуана во Србија, а тие 5 тони марихуана преку граница биле поминати, маскирани со перници. Повеќе од половина век ова популарна радиопрограма Оромакедонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот. Оромакедонско продолжува благодарение на поддршката, разбирањето и на добрата воља од Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алеки Димитар. А Кичево и официјално е прогласен за град на културата во 2026 година во земјава. Тоа признание се оценува и како потврда за богатото културно наследство и совремието на Кичево. Времето кај нас е повеќе сончево отколку облачно со температури кои ќе бидат и до 20 степени. Еве тоа беше изборот на информациите за ова јавување одовде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредничи и водител, познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски. На сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Srce to na Balkanu ima se
Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број Симеон Талески на 630-986-5000. Билбург Кија и Форд Кар дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милии северно од македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam treba i dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000. I pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се богатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашате за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа. Ходите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајковски Пелистерски на телефон 810-335-5552 Или на имейл dorajcovski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Едно сообщение, драги слушатели, до вас од Илинойс, Индиана, Милвоки. Ве покануваме да ја слушате во живо македонската радиопрограма Оро Македонско секоја недела од 3 часот по пладне чикашко време на Бирач Broadcasting 1080. На истата радиостаница Voice of Macedonia од 1 до 2, а Оро Македонско од 3 до 4. Ви благодараме. Еден наш редовен слушател, Бранко Ристовски Грезловски од село Љубоно, меѓу другото ни пишува: редовно ја слушам програмата, посебно вестите. Пред 2 месеци почна да ја градат царинската зграда. Ме интересира кога ќе се пушти граничниот премин на Маркова нога. Бранко, остануваме во надеж, а надежта последно умира. Истото и за училиштето. Сабота 28 февруари е роденденот на мојата прва братучетка Натали Мазарис Милошевска. Честит роден ден, Натали, ти посакувам добро здравје и уште многу години да се го одбележува својот роден ден во кругот на својата фамилија. Happy birthday!
ми одбеге, да ме чујат сите мајки живи, да им кажам ние не сме криви, да ме чујат сите мајки живи, да им кажам ние не сме криви. Да го видам мојот роден еге, дали уште горки сонциле, дали уште такова за сите, сите деца на бегалците. Да го прашам мојот ума беге, дали знае кај сме сега ние, дали уште чека да не види или веќе не заборави. Да го видам мојот роден еге, дали уште горки сонциле, дали уште такува за сите, сите деца на збегалците. Да го прашам мојот ума беге, дали знае кај сме сега ние, дали уште чека да не види или веќе не заборави. Марихуаната потекнува од Македонија, тоа е прво. Второ, во текот на денешниот ден имаме кривична пријава која што веќе опфаќа 10 лица, покрива ние двајца кои што веќе се приведени. И ова е само почеток. Врз основа на информациите... 10 лица за тие компании кај што се правеа контролите? Да. Не само тие, туку генерално поврзани со случајот марихуана во Србија. Како излегла дрогата? Дали разбравте, дали се проверија камерите? Српските медиуми суденови пишуваат дека имало лажни декларации, дека тоа излезено најлегално на граничен премин во камиони со лажни декларации. Предпоставувам, српските медиуми може би имаат повеќе информации. Зошто? Затоа што таму е one-stop shop, односно имаме само една проверка на каргото, односно на товарот. И влезот во Србија го контролираат српските припадници на Министерството на внатрешни работи. Влезот во Македонија го контролираат македонските. Нашите цариници не проверуваат што излегува? Царината суди врз основа на царинска декларација. Јас сега велам која пропушта... Не може на терен да провери камионот што е. Која пропушта преку граница. Ако вие имате царинска декларација, пломбирано возило, така, тоа е тоа. Но од другата страна на границата има начин како тоа да се провери. И најверојатно е со таков тип на документ пренесена. Јас нема да зборувам, но мислам дека ќе дојдат до многу важни имиња кои што се дел или поврзани со моменталната опозицијска СДСМ, делумно и со така наречениот Европски фронт, но и со поранешни политичари. Тој проблематичен правилник, измена на правилник што го само споменувате... тоа да не биде дека е тоа политички реваншизам или политичка хајка. Затоа што се ќе биде подкрепено со докази. По пари, по работа, по нешто што мислиме дека ќе не направи среќни. Велиме уште малку, а времето поминува. Родителите стареат, децата растат, срцето се изморува. И кога ќе легнеш навечер, кога ќе се изгасат светлата, кога ќе останеш сам со мислите, парите не те гушкаат. Работата не ти брише солза. Славата не ти дава мир. Тогаш го чувствуваш празното место. Она што цел ден си го игнорирал. Господ тивко чекал.
Не ти барал ништо. Само да го спомнеш. Само да му кажеш благодарам. Не си ти тој што се држи под контрола. Секој здив ти е подарен. Секое утро ти е милост. Можеш да изгубиш се во еден миг, но ако имаш вера, немаш изгубено ништо. Застани денес. Погледни кон небото и кажи: Господи, без Тебе сум празен. Со Тебе сум доволен. Под Михаил го промовираат во канцеларијата на, дали тоа беше негова идеја, најверојатно негова, во канцеларијата на Мисла на директорот Божен Павловски, познат и добар писател. Во неговата канцеларија учествуваат Лјупчо Ѓорѓевски, Петар Гошев, Стојан Андов и уште не знам кој. За овие четворица, 5 сум сигурен. И го промовираат, го истакнуваат за председател архиепископот Михаил. За мене изненадување станува една општа гужва. Ние во Нова Македонија само после 2 дена почнахме да објавуваме фелтон за судењето на дедо Михаил. 45-46 година по обвинение по основ номеро. Или можда и Ванчо Михайловизам. Да. Ама значи вие одбирате страна ли? Во тоа време... Значи вие ќе одбирате страна, значи? Не, ние во таа смисла имахме одбрана страна од порано. Киро Лигоров. Киро Лигоров. Да прима плата само од албанците и парите да не се мешат. Еве, прифаќаме да не се мешат парите на македонците и албанците. Таравари може да зема плата онолку колку што албанците платиле даноци во Арачиново, Тетово, Гостивар, Липково. Само да не му бидат малку пари. Туку да го прашам, со какви пари ја купи куќата во Тафталиџе? Со албански или со македонски? Во делот на социјалата се зголемија пензиите до сега за 6000 денари. Имате една страна неквалитет и имате од друга страна партија, човек, влада, која што има визија и знае како да ги реши проблемите на граѓаните. Првото, за обичен граѓанин, притворот да биде автоматизам, а за поранешни високи функционери да биде исклучок. Не може безбедносни индиции да станат поважни од принципот на еднаквост пред законите.
Ако постои закана, државата има механизми да обезбеди безбедност и во рамки на притворскиот систем. Ако обичен граѓанин може да остане во притвор за далеку помал износ и без претходно бегство, тогаш истите стандарди мора да важат за сите. Страшното е се вади. Во оваа емисија дискутиравме за Артан Груби и јас ги кажам моите стави, кои што не беа нималку нежни. Во моментот кога се играше фудбал во канцеларијата на Груби, во моментот кога квази новинари пеа националистички косовски песни во кабинетот на премиерот на Република Македонија Тала Џафери, во моментите кога Артан Груби жареше и палеше, во моментите кога Артан Груби беше клучен во носењето на Бехтел и Јенка овде во една практика која што во најмала рака може да се нарече коруптивна и така натаму, така што јас тогаш се изјаснив во однос на него. Сега кога тој е политичка нула, кога неговиот живот, неговата слобода виси на конец, кога за неговиот живот и неговата слобода тој најмалку разговара, туку се разговара на некои други места и некои други луѓе, ке се кажат тие нека зборуваат во однос на ова што се случува. Присети Арта дека поради него многу луѓе не се чувствуваа безбедно, меѓу кои јас. Во 2011 година, кога Артат беше обичен водач на шверцерите и кадар на холандската амбасада, маваше со камења код новинарите затоа што се прочу муабет дека на Кале ќе се гради црква. Арта му што тогаш имаше разбирање за меѓуетничките односи. Покажат еден документ, валиден од некоја земја, меѓународна институција, нема проблем. Јас ќе се извинам јавно. И македонските бугари... Не, покажи ми еден меѓународен признат документ. Ќе ви покажам бројни... Покажи ми лична карта, пасош, извод од матична книга на родени на било кој ваш граѓанин, кај што пишува Macedonian Bulgaria. Macedono-Bulgaria. Каде го пишува тоа? Тој идентитет постои многу пред да се македонците имаат своја организација која што вие за жал темпе нарекувате некаква измислена. Се нарекува Обединета македонска. Никога не сум нарекувал измислена организација. Момент. Не забележуваме на македонски го сум го превел. Да. Еве да видиш со Google Translate. Да. БГНС, да немаш сомнеш. Денес забележуваме интересен феномен на организација создадена на почеток на 2000-тите години, а подосва едно друго интервју за факти конкретизираш 2004 година, кажеш кога е создадена, алудираш на Обединета македонска диаспора, или United Macedonian Diaspora, која пропагира, македонци пропагирале поглед на скопјани од Скопје, значи ние сме скопјани. Скопската визија на луѓето од Скопје, да? Добра, и слушај, за историјата и за идентитетот на имиграцијата од географската област Македонија. Сега можеме да те прашаме. Да. Ти си дојден во географска област на Македонија денеска вечер, или си дојден во Република Македонија или поново Република Северна Македонија? Јас во територијата на Република Северна Македонија. Ево, кој е оваа географска област Македонија? Може да ми покажеш на мапа? Вардарска Македонија. Каква е таа Вардарска? Можеш да ми кажеш во кој документ? Географска Македонија кога се создава практично таа конструкција и професорката Ипеки Осмал го има прекрасна книга. Ама чекај, дај да не се прекинуваме, дај да оставиме да довршиме цените. Вардарска Македонија, те молам, кажи ми која е таа во... А Пиринска Македонија е дел од географска Македонија. Значи зборуваме за територии кои што се меѓународно признати. Ти даваш интервју, ти не си било кој. Зборуваш за скопјани, Обединета македонска диаспора, зборува и пропагира од географска Македонија. Те молам. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Низ долини, низ гори, тивок здив. Мајка Македонија, плаче си. Во срцето на народот, име што блеска. Никола врати се, нека ни свети треска. Никола врати се, земјава те моли, песните по селата за тебе пеат си.
Сонцето над Вардар чека да сјае. Никола, врати се, народот страда и плаче. Патиштата ни празни, гласови тивки. Во секое срце желби искрени живи. Ветувања заборавени, сенки над нас, но со твојот чекор ке дојде нов час. Никола, врати се, земјава те моли, песните по селата за тебе пеат силни. Сонцето над Вардар чека да сјае. Никола, врати се, народот страда и плаче. Од Пелистер до Охрид, од Скопје до Гевгелија, срцата треперат, чекаат револуција. Никола, од твојот глас надеж е криена. Врати се, Македонија е неспиена. Никола, врати се, земјава те моли, песните по селата за тебе пеат силни. Сонцето над Вардар чека да сјае. Никола, врати се, народот страда и плаче. Земјава те моли, песните по селата за тебе пеат силни. Сонцето над Вардар чека да сјае. Никола, врати се. Македонско. За родендени и мендени, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Телеграф во Дирбон Хајтс. Телефонскиот број 313-278-5100. Доктор Кристофер Хенцес ги ве пречека и со топла насмевка
терапија за срцето, умот и слободата. Затоа не губете време. Слободно јавете ми се за брзо букирање и организирање на секаков вид на патување со причина или без причина. Wedding party, cruise, graduation, концерт, романтик. Сакате и автомобил рент? Да, тука сум јас. Јас, Анета Коруновски, ќе ви помогнам во се, а ваше е да уживате во вашиот живот. Ако сте со вашето семејство, ќе имате изненадувачки дискаунт. Празници се ближат, побрзај. Контакт 630 432 9371 630 432 9371. А јас, Travel Agent Анета, ќе ви одговорам на повикот. Од мојата колешка Анета следува и оваа соопштение. Ако сакате помош и насоки за брзо и сигурно стекнување на америчко државјанство Citizen, ви нуди приватни часови лично или на онлайн по договор. Контакт Анета Коруновска 630-432-9371 или на anetakorunovska@yahoo.com. Почитувани слушатели, вие сте на фреквенцијата на македонското радио Оро Македонско. Секоја недела напладне со нова програма 24/7. Можете да не најдете и на Facebook како Оро Македонско. За сите ваши информации, сугестии, критики и коментари, јавете се кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810 335 5552. Ветерот носи убаво време. Вилне јачи во нас. Ветерот носи убаво време. Убавото е убаво и поминува. Останува тагата. Понекогаш она не одзема полека. Легнува на нашите очи и густо напластена погледот ни го смрачува. Тогаш нешто страшно, теговно и болно, нешто големо и наше, непоимливо за другите не измачува. Но некогаш тагата не докоснува како трепетлика, како измаглина на џуберлива река, крај која стоиме загледани безцелно и немо. Тогаш сите предмети прилегат на сказна, па велиме: невозможно колку е се убаво. Ветрот вилне јачи. Ветрот носи убаво време. Здраво, здраво, поздрав до сите слушатели на македонското радио Оро Македонско. Јас сум Ирена Спасовска, а вие слушајте македонска музика. Чао! Што била јака земеш? Да ја крадат 4 месеци ке пропадне, бе. Ние 30 години терабе, мамо моја, бе. Знаете ли зашто? Да биде Камила од оздола. Затоа што кај нас најстара и најдобре. Кучињата лаат, карванот си врви. За жал. Депресија, тонам со тебе ја, ке те земам дека немам друга опција. Ке те земам дека... 40...
си досадна, на вечер љубоморна, сцена се си ужасна. На изглед си просечна, проста и безобразна, ама љубовта кон тебе не ми угасна. Ке те земам, ке те снерам, ке се множиме ко зајчиња, ке те женам, нека оди се во мајчина. Да ми родиш, седумо су мали бајчиња, ке ги чудам, нека оди се во мајчина. Како вие македонците пеете, како вие македонците свирите, тоа ни е доказ дека сме ние посебен народ, дека сме посебни, дека не сме туѓи, дека сме своји. Така. Затоа и во мојата Македонија велам, штом Тоше зајди запее, сите добро знаат кои сме. Македонската публика е најтешката публика. Најтешко прифаќа работи. Од друга страна, можеби таа критичност на македонската публика не тера нас да бидеме подобри. Затоа што, да не се лажеме, најдобрите таленти музички потекнуваат од Македонија. Како одлучи и да останеш во Хрватска и таму да продолжиш да градиш кариера, а толку силно ја сакаш Македонија? Јас работам, да кажем, и делувам од Хрватска, но и во Македонија, затоа што секоја моја композиција, секоја моја песна има македонска верзија. Односно, секоја македонска песна има и хрватска верзија. Тоа не значи дека јас не живеам во Македонија, дека не творам во Македонија. Мене ми е Македонија коренот. Буквално секој еден кој што е во спотот е мој пријател. Се согласија веднаш да така? Веднаш. Немаше срами од камера, нешто... Не, тоа е пријателството. Пријателството не е само кога е добро, Мери. Правото пријателство се гледа кога човек е спремен да исклучи од својата зона на комфорт. Мислам дека секој од нас треба да направи еден баланс. Дека не треба да бидеме обседнати, затоа што тие бројки не се секогаш реални. И не треба да патиме од тоа. Сметам дека тие платформи ни се средства, а не цел. На многумина им се цел, нажалост. Зашто? Познавам многу инфлуенсери од Хрватска кои што се на антидепресиви. И ова го кажувам не со цел против нив, туку можам бар малку да допринесам за младите личности да не бидат обседнати со социјалните мрежи. Затоа што животот не е на социјалните мрежи. Надвора. Значи, ние денеска ќе бидеме присутни на социјалните мрежи, но не смеме да го заборавиме овој однос, тет-а-тет, во 4 очи, гради в гради. Младите немаат однос меѓу себе, немаат теми за разговор. Затоа што сметат дека доколку имаш поголем број на фоловери си поважен во ова општество. Не е така. Човечките вредности се сепак најважни. Знаете, од комунист не се станува социјалдемократ, не ба изворен социјалдемократ. Тоа што ќе го смените името не ве прави социјалдемократ. Тоа не ги прави сите години на транзиција, 36 години веќе. Не ги прави дека се они ништо повеќе од рециклирани комунисти кои функционираат врз основа на наследството што го има дадено од нивните татковци и дедовци. Па тие се уште ја мантраат тезата дека они се државотворни. Каква е државотворни која 90-та година не размислува за македонска држава. Не размислува сликата на Тито, стоеше во собрание кога прогласувавме независна. Дајте мислам. Таа мантра толку ја излижа да која излегува од нивните усти повеќе делува екутантно, делува излитено, делува што има тие со државотворноста? Промена на името, промена на знамето прво, па промена на името, па договорот со Грција, па новата локална самоуправа, па промена со името, па договорот со Бугарија.
подкаст од Америка на македонски јазик. Успешни македонци кои што имаат што да ви кажат. Како дошле до она што сте денес? Се родиле овде, биле донесени или се преселиле? Сите оние кои што имаат некаква судбина да раскажат. Некаква приказна која што сакате вие да ја слушнете. Инспиративна, а можеби и не. Среќна, несреќна, тажна, радосна. Овде ќе дознаете се. Во секоја среда, 12 часот PM. По македонско време во 19 часот, Марија во Америка. Едно сообщение, драги слушатели, до вас од Илиноис, Индиана, Милвоки. Ве покануваме да ја слушате во живо македонската радиопрограма Оро Македонско секоја недела од 3 часот по пладне чикашко време на Birač Broadcasting 1080. На истата радиостаница Voice of Macedonia од 1 до 2, а Оро Македонско од 3 до 4. Ви благодараме. Позамено интервју со естрадниот уметник Василија Петрова да слушнеме. Кажам ништо лошо за Бугарија, бидејќи стварно ништо лошо немам видено, се е било добро, преубаво. Моментално има некои така по-изострени односи, ама тоа е чисто политички. Може да кажам дека меѓу луѓето нема некоја омраза, воопшто пример да се сретнат дури да се изборат нешто да дојде до петмачка, дури до конфликт, не. Нема такви работи, ама секако има луѓе кои се многу против македонците. Ама добро, примери овде во Македонија има и такви кои се многу против бугарите, ама мислам дека мора пред се да има почит меѓу сите луѓе и нема да има таков проблем. Македонија си е била држава и сега е ќе постои, нема зашто цело време да има едни прашања околу тоа каква е, дали е дел од Бугарија, дали не. Тоа има ја и ќе ја биде. Да, не можам прво да кажам нешто лошо за Бугарија, бидејќи стварно ништо лошо немам видено, се е било добро. Една наша радовна слушателка Лидија Пасков од West Palm Beach често пати ми пишува колку многу и се допаѓа песната за мојата маленкост. Па изрази желба да ја прочитам за да подобро да ја разбери. Дете бев кога тргна во тугина. Уште како дете тргнав јас на пуста печалба, мислев бргу ке се вратам мајко од Америка, да се зберам прво пари дома јас да однесам. Не ни мислев дека овде мајко јас ќе останам. Оган да ја гори мајко, таа пуста тугина, си останав мила мајко, таква била судбина. Сакав тука да ги сплотам моите македонци, сакав тука да се чујат песни ора нашински, со орото македонско на Бошко Пелистерски. Ама мисла пак ми иде моја преспа најлична, куќа стара срце бара да не чади родината, куќа стара срце бара далечна дедовина. Оган да ја гори мајко, таа пуста тугина, си останав мила мајко, таква била судбината. Сакав тука да ги сплотам моите македонци, сакав тука да се чујат песни ора нашински, со орото македонско на Бошко Пелистерски. Оган да ја гори мајко, таа пуста тугина, си остана мила мајко, таква била судбина. Сакав тука да ги сплотам моите македонци, сакав тука да се чујат песни ора нашински, со орото македонско на Бошко Пелистерски. Kiss
ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.